Ова сакав да ви го покажам за денес. Ова е, другари, така наречено перење пари. Значи, правиш нешто убаво вака, стрева, дрва, парк некој, каде што треба да играат, да дојдат луѓе да играат, деца, да се случува нешто. И у принцип фрлаш 200, 300, 500 евра, переш пари и останува вака. Шо е проблемот? Шо е проблемот со ова? Проблемот е ова со ова е што е направена обратен редослед на настаните. Треба да се гради таму каде што веќе идат луѓе и да се уредува, и само на луѓето кои веќе го откриле тоа место како за свое, да им се разубави веќе постоечкото место. Ова некојаш било депонија. И овдека најдобро е некој спортски комплекс, нешто кафани, нешто, значи, каде што може некој да го земе и да го работи. Ова ти вака ако го правиш, викаш, еве направивме, сега луѓе дојдете. Ако луѓето немаат навиков дека да дојдат, ти во принцип ова место го осудуваш на пропаѓање за 2 до 3 години. Првата, втората, третата година ќе се коси, ќе се прави, ќе се уредува, ќе дојде некој четвртата и ќе рече, па што ја тука да фрлам пари, да трошам пари, друго вакво нешто ќе направам на другата страна од општината и у принцип ќе си ги вработам моите фирми за да направат уште едно вакво нешто за никого што не служи. И така ќе си одиме една власт по друга власт, по трета власт, по четврта власт. Гледате овдека поишето од овие борчињава или што се смреки или што се, не ги разбирам, дрва, се исушени. Затоа што нема кој да ги одржува, нема кој да се грижи. А и немаат и за кого да се грижат. Видите, канти на секое, канти немаме во урбаниот дел Волко, колку што имаме во ова место, ама ете, ставени се на 25 метра канти, кои најверојатно од пуштањето на ова место не се наполнети никогаш, пошто никој не доаѓа овдека. Тука беше некое сечење лента, ура, браво, го направивме, видете, тоа се промува и фактички зема пари, фирмите што треба да земат пари, и сега доаѓаме до оваа ситуација. На моите дневни прошетки по 10 км во функција на моето здравје, откривам многу вакви места кои се прават само за да бидат направени, само за да некоја од нашите фирми или некои од нашите фирми кешираат за својата подршка на избори и од тие пари, нели, за следните избори ќе има пари, а у принцип остануваат за никого. Значи никој не доаѓа овдека за да го поминува своето време, затоа што никогаш порано не ни доаѓале. И така со обратно прајање на работите, политичари си тераат години, од овие пари што овие фирми ги земале, тие следниот пат кој ќе треба партијата нивна што им ги дала тие пари да дадат некоја донација. И така се врти кругот, дечки. Така се врти кругот. Ова е направено за мене и за уште еден тука човек што шета. Никој друг не го користи. Тука има некоја кафана у близина и луѓето си паркирале подалеку. У принцип, тоа е тоа. И тоа е она што сакав да ви го кажам. Партиите, секогаш кога ќе видите дека отвараат нешто, значи прават игралиште кај што нема деца, прават градинка кај што нема деца, прават парк кај што нема луѓе да го посетат паркот.
Тоа се све перење пари. Не треба они да ни прават парк, да го уредат местото кај што ние сме го заборавиле, туку местата каде што ги користиме да ни ги разубават. Тоа е моето денешно политичко клипче за денес. Еве го празниот парк, еве ги вашите пари тука, претворени у трева, у дрва, што не се навадуваат. Ова за 10 години нема да постои, тоа ќе биде толку запуштено што ќе биде неупотребливо дури да сакаат луѓето да дојдат. Ама ќе го запамтите најверојатно оваа видео, ако не вие, тогаш јас ќе го запамтам. Фала на пажња и чао.